Нетранспарентноста во работењето на Советот, отсуство на преноси и емитување снимки од седниците на локалните медиуми беше причина опозицијската советничка група да ја напушти 39-та седница. Излезе со барање да се подобри јавноста во неговото информирање, во спротивно нема активно да учествува. Во информацијата пак, што на оваа тема пристигна од општина Кочани, сосема маргинално, но забележливо за новинарското око, на официјалната веб страница на општината стои благодарност што локален медиум вршил интернет пренос во живо и ја поддржал работата на Советот. Овој изолиран гест на благодарност телевизија Канал 8 посебно го почитува, но го смета како врв на дискриминацијата кон нашата локална телевизија и фаворизација на само еден медиум. Овој став ќе го аргументираме со повеќе од едногодишното емитување на седниците на Советот без никаков надоместок, неколкумесечни директни преноси, постојани новинарски присуства на седниците, тематски известувања и информации. Изразено во денари, според минималното плаќање што го имаше во 2018 година од страна на локалната самоуправа, тоа се близу половина милион денари кои телевизија Канал 8 му ги има подарено на Советот на општина Кочани за изминатата година и пол. За нашата работа никогаш, ни лично, а уште помалку јавно, никој не ни искажал никаква благодарност. Напротив, новинарските, уредничките, па и техничките служби редовно добиваа критики, навреди и одговорница, а дел од советниците се дразнуваа да држат лекции на новинарите за тоа како да пишуваат соопштенија и известувања од седниците или од пресконференциите. За жал, телевизија Канал 8 останува да бележи уште еден период на подценување на локалното информирање, на значењето на локалните медиуми. Дискриминирањето и фаворизацијата на одделни медиуми беше карактеристично и за претходните советнички состави, кога некои медиуми добиваа енормни суми пари од локалната власт без никакви критериуми и спроведување на постапки за јавни набавки.